Антимакедонската бугарска фондација Македонија со поддршка за Венко Филипче во намерата да ја ослободат ТВ Алфа. Невладината со која раководи провокаторот Виктор Стојанов оди и уште подалеку, нашиот медиум според нив немало да постои, а тие ќе отворале бугарски телевизии и портали. За кратко парите од Унгарија ќе сопрати Алфа нема да ја има. Ќе отвориме 10 бугарски телевизии во Скопје и 100 портали. Ова го пишува во коментар на социјалните мрежи под последната објава на Алфа за провокациите и навредите од првиот човек на СДСМ. Станува збор за организација која со 300 евра сакаше македонците да ги прави бугари, а по долги години провокации, целосно негирање и обиди за бугаризација на македонскиот народ, пред месец и половина конечно добија кривична пријава од надлежните во земјава. Една од главните цели на оваа фондација Македонија е внесувањето на бугарите во уставот на Македонија. Токму за тоа се залага и Венко Филипче, па од тука е јасно зошто добива директна поддршка. Земам лично одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Социјалдемократскиот сојуз ќе биде секогаш тука да ги поддржи сите процеси кои што значат развој на земјата. Филипче со цел некако да ги протурка уставните измени се обидува да ја релативизира оваа тема, велејќи дека тие ќе биле само еден од народите кои ќе биле вметнати во уставот. Внесувањето на малцинствата во уставот не е само внесување на бугарите, има и други малцинства кои што треба да се внесат во уставот. И затоа, со тој чекор, што не представува никаков ризик за нашиот национален идентитет, за нашата култура, за нашиот јазик, а тоа се уставните измени. Инаку првиот човек на фондација Македонија, кога конечно надлежните го гонат, пред македонската јавност стана познат токму по секојдневните провокации. Тој ги повикуваше македонците да си го променат презимето од ски во ов или еф, а за тоа да добијат 300 евра. Стојанов се обидуваше да шири асимилаторска политика со таблети и тетрадки. На помалку и смешен начин беше во акција да ги убедува македонците од Албанија дека биле бугари. Ева ти, ева. Чакај. Тука да поздравиш Българија. Кажи как се казваш? Ружди. Българин ли си? Да. А тия деца, българчета ли си? Да. Какво взеха те, тетрадки? Инаку Венко Филипче, освен за наводно нелегално финансирање, обвинува ТВ Алфа и за антиевропски наративи, очигледно одбраната на националните интереси на македонската историја и идентитет за актуелното раководство на СДСМ е одработување за Русија и за Кина.